Власта нема пари за учебници, ама затоа има за нови автомобили, за скап мебел, за морски плодови, но и за златни чинии. Од опозицијата реагираа дека со буџет од 450 милиони евра за образованието, кој е за 8,4% поголем од ланскиот, ресорното министерство нема пари за печатење на нови учебници. Според Весна Јаневска, разочарувачки, депресивно и срамно е што Македонија по прв пат од незиното постоење се расфрла со народни пари за се и се што, а власта нема пари за да купи книги. Од многу фалење стигнавме до немање пари. Па од тука прашуваме, на што се трошат 450 милиони евра пари кои МОН ги има во буџетот ако нема пари за учебници. Веќе е сосема познато дека нашето образование е во постоен пад и веќе е на работ на комплетен колапс. Од последната анкета спроведена од Институтот за политички истражувања, а во врска со образованието во Македонија, се гледа дека населението е незадоволно од повеќе елементи во образование, од кои најмногу од наставните програми и учебници. Ова доаѓа откако вчера министерот за образование во гостување на една национална телевизија изјави дека реално немало доволно пари за печатење на учебници по сите предмети во средното образование. Денеска пак Етон Шакири преку соопштение се обидува да дообјасни. Во него стои дека се одобрувале нови учебници за средно стручно образование кои етапно ќе се печателе. На почетокот на годинава приоритет се даде на учебниците во основното образование, а наскоро ќе започне и печатењето на учебници за средно стручно образование, кои се одобрени и за прв пат ќе најдат својата примена во наставата. Учебници се најавуваат по кој знае кој пат на 2 месеци пред крајот на учебната година. Останува да видиме дали ќе се повтори ланската слика, кога во земјава немаше дури ни свидетелства, па наместо во јуни, учениците си ги добија оценките дури во септември на првиот училишен ден.